А вчера се одржа и инаугурацијата. Соединетите американски држави го добија 47-миот преседател Доналд Трамп, меѓу другото во своето обраќање повика на револуција на здравиот разум. Што со Америка по изборите, по инаугурацијата на Доналд Трамп? Утрово анализираме и разговараме со политикологот Иво Рангелович. Добро утро, Иво, и добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата. Слушнавме вчера и го слушнавме и првиот говор на новиот американски председател. Дел од познавачите на состојбите велат дека многу работи кои што вчера беа кажани, всушност Трамп ги зборуваше пред изборите за време на митинзите. Многу говорот вчера подсетуваше на дел од неговите митинзи пред да стане нов председател на Соединетите американски држави. Па и да почнуваме со твој коментар на тоа како помина вчера инаугурацијата. Подобро, сметам дека карактеристично за овој кандидат или веќе председател е да се прави од се шоу. Значи, сепак е личност која доаѓа од шоу бизнисот, а нема некоја генеза и еволуција во политиката. Но исто така и американската јавност сегогаш е гладна за некоја таква шоу, за нешто спектакуларно од се да се прави, нели тоа што се направи вчера. Сега, за разлика, да речеме, од предходни председатели, во добар дел од говорот Трамп се осврна кон лошите политики на предходната власт, на предходната администрација, како нели државата е пред распад и сето тоа. И тука има своевидни елементи нели на тоа шоу, меѓутоа на крајот на денот тоа е контурата, тоа е катапултот кој го донесе Трамп на власт. Тоа е неговиот пристап, тоа е неговиот стил, неконвенционален, нетипичен, меѓутоа тоа ја карактеризира и неговата популарност. Така што се очекувано, нели, се беше очекувано вчера во говорот. Сметам дека дали намерно или ненамерно се испуштија неколку важни теми и покрај тоа што се осврна на добар дел за се она што збореше во кампањата, но изостануваат тука темите како Канада, Гренланд, па би рекол Европска унија, НАТО, дури завршување на војната во Украина, сето тоа евентуално Путин некаква разврска, но ајде да видиме, се фалеше нели дека уште во првиот ден ќе има доста екзекутивни наредби, чинам 100 ги спомена, така што очекуваме овој пат нели како поискусен и посамоуверен да влезе по така исполнително, да не биде се тоа еден популизам или шоу како што напоменав. Така. Очекувањата на американците се големи. Утрово прочитав една анализа на CNN околу сите оние работи што вчера Трамп ги истакна во своето обраќање, во својот прв говор како нов председател на САД. Сега медиумите анализираат, даваат своји прогнози што тоа може да се оствари, што не, но ајде да почнеме поред она што секако го има како ветување, одекнуваше во медиумите, состојбата со мигрантите. Што мислиш дека ќе се случува околу таа тема и вонредната воена состојба на јужната граница, на границата со Мексико? Ова се две теми кои што вчера и добија некако најмногу овации. Па токму така, можеби затоа што фокусот на неговата кампања меѓу другите работи беше и нели миграцијата, односно како што во последно време се вели илегалните имигранти во САД. Сега, кога гледате од легалистичка гледна точка, да се разбира дека тоа сето треба да се спроведе, односно тие луѓе да се вратат од онаму каде што дошле, меѓутоа тоа не е така едноставно од многу причини. Пред се Америка е држава која е чии темели се поставени токму на мигранти, биле тие легални или нелегални. Во моментов, една од најважните фактори на пазарот за работна сила во САД се токму тие илегални мигранти. Што тоа значи? Евентуална депортација на овие луѓе, се споминува некоја бројка од неколку милиони илегални нели имигранти, дефинитивно би ја испровоцирали и понатаму би ја издигнали инфлацијата во оваа држава, бидејќи токму тие луѓе се таа ефтина работна сила која вака или онака како одржува тој систем на кој се научени, на кој е научено на конзумеристичко општество како што е ова во САД. И сметам дека не го кажувам ова како алиби за да не се прави тоа, меѓутоа нема да оди така лесно и репрекусиите ќе бидат големи врз економијата. Второ, вие треба да мобилизирате огромни средства и армија за депортација на тие луѓе, бидејќи тие луѓе самите по себе нема да платат собствената депортација, значи ќе треба мобилизација на војска, ќе треба пари многу да се потрошат за сето тоа, и кога ќе ставите све на вага, можеби тоа повеќе политички популарен потек од што е економски оправдан. Но тоа не значи дека карактерот и типот на политичар како што е Трамп нема да се дрзне да го направи тоа. Меѓутоа во овој втор дел дека војска ќе праќа на границата некако ме потсетува на
оние моменти кога се закануваше со тој фамозен ѕид, нели дека ќе го гради, па тој некако така остана на 20-30% изграденост, па дека Мексико ќе го плати. Повеќе ми звучи како некоја камуфлажа на однапред осудената перспектива дека нема да успее таа депортација, барем нема да успее во голем дел на тие имигранти. Ке повторам, тоа не значи дека не треба да се направи или не е оправдано тоа да се направи, меѓутоа можеби треба да се најде некој друг модел како со тоа да се справите. Еден од тие модели е да престанете да ги нарушувате политичко-економските благосостојби во тие држави од каде што тие мигранти доаѓаат. Истото прикол важи и за Западот и Европската унија, за да се справите со една таква ставка каква што е миграција, можеби треба да размислите што се случува во тие држави, кој е крив за тоа што се случува во тие држави, одошто да ги депортирате луѓето, малтретирате и така натаму. Панама, Гренланд, Украина, исто така дел и од самата внатрешна политика, од самите внатрешни проблеми на Соединетите Американски држави. Кажавме тоа вчера, изостануваше во првиот говор на Доналд Трамп. Кои се твоите анализи и предвидувања како таму ќе се одвиваат работите? Панамските власти утрово излегоа со изјава дека Панамскиот канал припаѓал и ќе припаѓа на Панама. Какви разврски можеме тука да очекуваме и што можеме како порака да сватиме од неспомнувањето на овие теми вчера при инаугурацијата? Да, освен темата Панама, сметам дека Гренланд и Канада беа безмалку изоставени од неговиот говор, што е изненадувачки. Меѓутоа, сега еден критички осврт, нели, сум обврзан критички да се поставам кон што и да е. Сметам дека од една страна господинот Трамп и неговата администрација се наметнуваат како чувари на мирот и дека секоја војна ќе ја завршат и сето тоа. Од друга страна има милитаристички пристап кон Панама, Канада, Гренланд дека ќе ги окупира, нападни сето тоа ако не одат по неговите, ако не свират по неговите ноти. Тоа е некој парадокс кој се случува во делот на Панама. Сметам дека тоа не е идеја која е автохтона за Трамп или неговата администрација, тука има една цела генеза, истото важи и за Гренланд и за Канада. Не е тоа нешто ново во политичката историја на САД, но тој пристап дека повторно ќе го заземете, дека е ваше, дека ви припаѓа, она што е поважно е политичките реперкусии на секаде низ светот што би се случиле доколку дојде до такво нешто, одошто самото земење на каналот. Да не забравиме дека да, точно е дека Панама беше дел од Колумбија пред да биде независна и САД е државата која ја иницираше низината независност, токму поради тоа што Колумбија одби да се гради Панамскиот канал на територијата каде што е изграден денес. Тоа може да се рефлектира и кон политиката кон Гренланд, значи доколку Данска одбие да го отстапи, да речеме, на било кој начин Гренланд кон САД, сметам дека администрацијата на Трамп ќе провоцира таму референдум, пред се за независност и отцепување, па потоа некакво приближување кон САД. Меѓутоа, тоа се да кажеме политики од 19 век. Тоа се некои империалистички пристапи кои нема да испратат добра порака кон светот. Не мислам дека во моментов светот е во таква една ситуација, во таков моментум, да ова се начините на кои вие ги решавате проблемите. Многу аналитичари ова го анализираат како мека моќ, односно како soft power пракса. Може би и тоа така, се надевам дека е така, но да не забравиме дека тука постојат и сили како Кина, како Русија, кои исто така имаат некои вакви претензии и проблеми кои треба да ги решат и може би токму овие моменти Гренланд, Панама, Канада ќе бидат алиби за и некои други големи сили да пристапат така како што би пристапил Трамп. Така да треба да биде внимателен. Не се, да речам, глупави изминатите председатели што не го направиле ова или не се дрзнале да го направат, така што не е само да излезете и да кажете нешто. Вашиот збор како председател на САД, де факто председател и на светот, тежи многу и значи многу. И не е само популарноста, би требало малку да се грижите и за да имате одговорност кон остатокот на политиката во светот. Така. Многу еуфорија имаше вчера. Да се надеваме дека ќе биде преточено сето тоа во позитивно и за Америка и за светот. Меѓу другото, кога веќе ги споменуваме Гренланд и нели Панама, Канада, Илон Маск во говорот вчера кажа дека и ќе се освојува Марс, црвената планета, дека Америка ќе биде првата земја која што ќе постави американско знаме токму таму, како гледаме и на ова во однос на сите случувања во САД. Некако и вчера на самата инаугурација во првите редови беа и
првите луѓе од Силиконската долина, многу значајни личности. Се упатили исто така некаква порака кон светот за некои нови времиња? Сметам дека се осврнуваат на таа символика, сакаат на вистина да го вратат местото на САД во светот, односно таа златна ера нели на САД, но од една страна имате пристап кој ветувате дека ќе помогнете на средната класа и на пониските класи во САД, дека ќе го вратите тој американски сон, животот на просечниот американец. Од друга страна формирате една корпоративна, би рекол, елита во самата администрација која најавува кратење на данокот на богатите и не знам сега како сето тоа го разбира просечниот американец, бидејќи тоа директно им го леснува патот на богатите да станат уште побогати. Така што има тука многу контрадикторности. Ова што со Марс искрено го ценам како еден популистички потек, бидејќи не знам колку поставувањето на знамето на Марс би го подобрил животот на американецот со проблемите кои што ги има сега или во однос на мигрантите или во однос на, не знам, ЛГБТ заедница, глобализација и сето тоа. Но сметам дека поради таа збиена агенда која најавува Трамп, нафрли многу тези дека ќе се случат 4 години се исклучително мал период за сето ова да го спроведете. Сметам дека токму ваквите потези, вонредна состојба војска на границата со Мексико, преименување на Мексиканскиот залив во Американски залив, знаме на Марс и сето тоа, ќе ги камуфлира токму дефицитот на овие тези кои веројатно многу од нив нема да се случат, односно нема да се спроведат за време на администрацијата на Трамп. Трамп веќе еднаш беше председател, на крајот на денот не се случи бог знае што спектакуларно во неговиот мандат и некако сметам дека преголеми се очекувањата на јавноста, можеби ради самото пумпање на јавноста од страна на неговата кампања, администрација и сето тоа. Исто така тука се еден, би кажал дека има еден збир на суети од Цукерберг до Елон Маск, кој сето тоа е многу тешко да го компонирате во функционирањето на САД. Сметам дека Елон Маск ќе се издигне како де факто лидер на оваа администрација, човек кој има неверојатни амбиции, сака да стане председател на САД, но тоа е невозможно бидејќи не е роден во САД, роден е во Јужноафричката република и сето тоа некако ќе се обиде да го надокнади, да се наметне како лидер во сенка. Трамп има неверојатна доверба во Елон Маск, но многу аналитичари навестуваат дека постои голем простор да дојде до судри на овие суетина, недоразбирања, да не заборавиме дека многумина вела дека Маск е и тројанскиот коњ на САД во Кина, тој е единствениот кој има добри релации со Кина, сите негови фабрики, повеќето се во Кина, од друга страна Трамп најава трговска војна со Кина и тука некаде може да дојде до потенцијален раздор. Кога сме кај нивната домашна политика, да ги споменеме и медиумите во овој контекст пред да преминеме и за нас тука, за Западен Балкан. Во вчерашниот говор Трамп најави слободни медиуми, слобода на говор. Впечатокот е дека во Соединетите Американски држави, барем до сега, тоа го имало од секогаш во една таква демократија. На што точно мислеше кога кажа слобода на говор? Јас тука малку гледам еден селективен пристап, бидејќи ако бидеме честни и се сетиме малку поназад од тоа Трамп да дојде на политичката сцена, терминот фейк ньюс или лажни вести малтени да не постоеше. Некаде тоа се сценира, ајде да кажеме, или излезе на површина откако Трамп ги изгуби изборите против Бајден. Почнаа тие фейк ньюс, лажни вести, една телевизија вака кажала, друга така, па он направи еден контингент на медиуми на кои тој верува, овие други го повика јавноста да не ги слушаат и така натаму. И сметам дека со започнувањето на политичката кариера и ера на Трамп, тука некаде се иницираа и тие разговори, дискусии, дебати во јавноста околу лажните вести. Се надам дека овој пат нема да има една селективна правда. Еве да кажеме и TikTok, сметам дека го укина, нели, таа забрана за употреба на TikTok на територијата на САД. 75 дена сега во мирување е ставена таа забрана. Токму така, да. Така да, многу често тој знаеше и да осуди, да речеме, одреден медиум, меѓу најважните во САД, како CNN или BBC во Британија, дека тие се токму генератори на тие лажни вести и така натаму. И не знам сега во тој хаос како ќе се постави, како ќе се снајде, меѓутоа доколку давате шанса, би требало да даете шанса на сите медиуми. Дури Facebook, Цукерберг го кина, тој факт-чекинг, нели, односно супервизија на тие факти на самите социјални мрежи, кои може би помогна околу тие лажни вести, односно нивна детекција. Така што
Ќе видиме што ќе се случува. Во тимот има многу важни ликови кои се бават со сие социјални мрежи, со медиуми и така натаму, и ќе видиме како ќе се постави Трамп, дали ќе даде шанса и неговото појавување и изјави да бидат на сите овие телевизии или онаму каде што он смета дека треба да оди и ќе ги категоризира и фаворизира како генератори на точни вести. Така. Да завршиме со Западен Балкан и очекувањата секако од неговата политика за целиот овој регион, па и за нас. Ова го прашувам бидејќи темата со тебе, нели, Америка по инаугурацијата на Доналд Трамп, меѓутоа едно нивно внатрешно прашање доста влијае на целиот овој наш регион. Ако ги споменеме повторно Канада, Гренланд, најавите на Доналд Трамп, што тоа може да предизвика и како може тоа да се прелее тука на Западниот Балкан? Ако допред 2-3 години велевме дека регионот е мирен, може би гледаме дека тоа не е така. Дека ова е регион кој што е жива материја и некако политичарите тука знаат и да подгреат и да намалат тензии. Како тие очекувања од внатрешната политика во Америка може да се прелеат тука? Па сметам дека искрено лично ние, односно како држава, како Македонија, премногу се даваме на важност и преголеми се очекувањата дека Бог знае што ќе се случи со новиот председател. Добро, така беше при првиот избор. Да, но при првиот избор да не забравиме дека се случи и договорот од за време на Трамп, да. Така што но се заобиколува некако таа тема, читав и по коментарите на социјалните медиуми, да. Многу агресија едноставно покажува дел од нашите сограѓани кога ќе го спомене што, но фактот вели дека Преспанскиот договор беше подпишан тогаш. Како што и председателот на Србија и на Косово, Александар Вучич и Албин Курти беа седнати. Ја знаеме фотографијата како беа седнати, таа историска фотографија како ги седна Доналд Трамп таму. Некако во сите тие земји очекувањата се најголеми. Зошто? Токму така, и не само тоа, туку и не значи дека влијанието доколку постои, тоа ќе биде во наша полза. Значи едно е да има влијание, друго да има што значи тоа влијание и во чија полза ќе оди сето тоа. Така да сметам дека на влијанието врз Западен Балкан и конкретно Македонија би дошло индиректно, односно би дошло во некаков контекст. Што значи тоа? Во зависност од тоа како ќе се постави Трамп пред се кон Европа и кон Европската унија, тоа ќе значи што ќе се случува тука. Односно ќе се формира контекстот помеѓу односите САД-Брисел, би рекол. Тоа е едниот дел. Вториот дел би бил контекстот војната во Украина и како сето тоа ќе се заврши, може би ќе влијае врз нашите евроинтеграции. Но ако очекуваме директно да господинот Трамп дигне телефон кај некој Румен Радев или Желјасков во Бугарија за да се, не знам, репреговара целиот процес и сето тоа, верувајте дека тоа е пренаивно. Да се очекува не само поради технички што го нема времето од Трамп за такво нешто, но и отсуството на интерес за такво нешто. Бидејќи тој најавува дека и војната во Украина не е интерес на американците, не па нашите преговори, да кажеме, со Бугарија и Европската унија. Оно што може директно да го очекуваме е односот на Трамп кон НАТО и тоа би значило кревање на онаа рамка за буџетот кој се издвојува од секоја држава за НАТО. Тука очекувам да има директни реперкусии кај нас. Што значи тоа? Да се зголеми буџетот на државата која финансира одбраната, односно ние како членка на НАТО сме обврзани тоа и да го спроведеме доколку дојде. Такви некои моменти или трговска војна доколку има помеѓу САД и Европската унија или помеѓу Кина, може да очекуваме додатна инфлација во Македонија и на Западниот Балкан, бидејќи ние сме директен или увозник на сето, на многу нешта од многу производи од Европската унија па и од Кина. Така што тука некаде гледам директно влијание, но во делот на политиката најмногу што очекувам да се случи директна интервенција на онаа релација Белград-Приштина. Не мислам дека ќе дојде до некои влијанија во Македонија, дури некакви посети или сето тоа, да не забравиме дека и сопругата на Трамп е од Словенија, па тој немаше време да посети таа држава за целиот негов прв мандат, така што тоа доволно кажува колкав е и неговиот интерес на Балканот. Благодарам за анализата. Очекувањата се големи, ако зборуваме не само за американците, не само за светот и во големи Македонија. Големи очекувања носат и големи разочарувања, така да внимателно. Големи очекувања, големи разочарувања, ќе видиме што ќе донесат следниве 4 години. Секако некои факти кога станува збор за нас остануваат, како Преспанскиот договор во времето на Доналд Трамп. Ајде сега ќе видиме. Може ќе се поправи. Може ќе се поправи нешто, да.